Конечно почна да се работи на улицата која беше главен изборен адут на тројца штипски градоначалници и директори на ИСАР. Крај на лажата ставија Захариев и Бојаджиев, откако од денес почна да се менува канализационата и водоводна мрежа на улицата Вардарска, од крстосницата до улицата Трст. За 25 дена ќе биде сменета комплет водоводната мрежа на целата улица Вардарска и канализационата мрежа и спојот овде со Пиринска. Значи целата инвестиција чини 40.000 евра. Веднаш после завршување на нашите активности ова улица ќе биде асфалтирана и ќе биде продолжена од страна на градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев и од страна на општина Штип и ќе бидат подобрени условите на граѓаните овде, водоснабдувањето ќе биде подобрено на самите граѓани. Со овие средства ќе се реконструира водоводна и канализациона мрежа во должина од 350 метри. На дел од улицата до сега немаше водоводна линија некаде околу 230 метра, со што ќе се овозможи кога ќе се реконструира горниот дел од улицата Вардарска да не бидат оштетени дел од улицата Пиринска, ќе има едноставно врска меѓу високата и ниската зона. Ова е повеќе од добра вест за овдешните жители, зашто проблеми, особено со канализација, имаат често. Проблеми имаме со канализацијата, тука што оваа отпадната вода што иде. Кога имаше многу вода, избиваше многу пати доаѓа од ИСАР и поправаа тука. Ние страдаме и од водовод и од канализација. Оти се запушува она. Ја да ви кажам, ојте да снимате, 3 крака кај мене се уливат. До сега ИСАР заврши со реконструкција на водоводна и канализациона мрежа на улиците Христијан Карпош, Лески, Никола Карев и улиците во населбата Железничка. Во меѓувреме, општината интензивно продолжува со асфалтирање на улици во Штип. Денес беа отворени трите пристигнати понуди на тендерот за реконструкција на улица во населбата Леваци, до спортскиот терен Бело Брдо. Од економските оператори Ескаватори МК, Бауер БГ Скопје и Колетранс Инженеринг Штип. Најниска понудена цена е 893.580 денари. По извршената евалуација на доставените понуди ќе биде закажана електронска аукција, при што пријавените понудувачи ќе имаат можност со негативно електронско надавање да ги коригираат понудените цени, односно да понудат пониски цени од првично понудените. Инаку од предвидените 20, општина Штип досега реконструираше и асфалтираше 17 улици.